Денеска е огромен чекор напред за поблиска соработка помеѓу Универзитетот Гоце Делчев и Македонско-американска алумни асоцијата, исто така и една подобра можност за да ги известиме, да ги информираме сите студенти и професори кои студираат или работат во Универзитетот Гоце Делчев за можностите за програмите што ги нуди Американската амбасада. Ако треба да додавам, значи би рекол дека во моментов има две програми, односно три се, па две се вклучени баш во образованието, значи Fulbright Student програмата, која им овозможува на сите студенти да одат на последипломски студии во Соединените американски држави, и Fulbright Scholar програмата, која нуди после докторски студии, односно постдокторски студии за истражување. Таа програма им овозможува на академскиот кадар на Универзитетот Гоце Делчев и на сите други универзитети во нашата држава да одат да обават истражување на различни теми на области на кои што на нив им интересира, исто така имат и можност и да предават во универзитетите кај што тие ќе бидат гостини или како да што ќе обават тоа истражување. Имаме договор со владата на Република Северна Македонија, значи поточно со Министерството за образование и наука, кој што донира $150,000 годишно за Fulbright програмата, за да им се овозможи на студентите да одат на последипломски студии, односно магистерски студии. Ние сакаме секогаш областа да биде во тие делови кај што има повеќе потреба нашата држава, значи технички, технолошките науки, IT и така натака, но на крај на денот секогаш се одлучува тоа што се вика транспарентно и најдобриот студент, без разлика од која област е, тој или таа да добива стипендијата. Инаку фокусот или договорот со владата и тоа што ние се стремиме повеќе е да биде во областа на техничко-технолошките науки. Но сепак, ако имаме еден студент од економски или правни науки кој е многу подобар од студентите кои е од тие области што ги спомнав, значи сепак ќе оди тој што е најдобар. Не можеме да исечеме, да кажеме дека без разлика дека ти си најдобар, него ќе биде овој студент. Конкурсите се објавени за сите кандидати, за сите студенти од сите можни области. Нема одреден поле на студирање само ова или само тоа. Со тоа што пак, како што кажав, значи секогаш само најдобрите. Овие што ги гледате колегите, Верица и другите, па гледам дека и од ваши новинари, се алумни кои биле во Америка. И вие може да ги прашате нив дека селекцијата, нивното селектирање за на овие програми биле секогаш најдобрите. Интересот е добар, но ако ме прашувате мене лично, никогаш не сум задоволен потполно, бидејќи договорот и со владата на САД ние, ако ние имаме многу повеќе заинтересирани, секогаш таа бројка може да биде и поголема. Во моментов, значи, ние нудиме 6 стипендии за постдипломски студии, значи за магистерски студии, со тоа што во оваа област може да аплицират и студенти кои ги имаат запишано последипломските студии, например во Универзитетот Гоце Делчев, или докторските студии, па сака да обават истражување на нивната магистерска или докторска. Значи не само целосни магистерски студии, но исто така истражување на нивната магистерска или докторска тема, тоа што како се договориле со нивните ментори. Fulbright Scholar програмата испраќаме секоја година по 3 професори кои аплицираат. Ако вие мислите дека ова бројка е мала, и јас се согласувам дека е мала, но во споредба со тоа која е заинтересираноста, мислам дека сегашната бројка е повеќе од задоволителна. Пред вас и пред медиумите, пред сите викам дека ако интересот е многу поголем, значи и бројката на можните стипендии дефинитивно ќе биде многу поголема, бидејќи интересот на амбасадата секогаш е да испратиме што е можно повеќе студенти и професори во САД за да истегнат со искуството, односно образованието и се што нуди американскиот образовен систем.